зборуваме за уште една многу убава тема која што ни причинува и радост и гордост. Имено во конкуренција од 30 земји во Европа или точна бројка 2877 училишта, македонските ученици со второ место на европскиот квиз за пари. Успехот и годинава е потврда за знаењето во областа на финансиската писменост на нашите деца, што се случуваше на надпреварот и деталите се разбира од сето тоа, ги дознаваме од нашите соговорници кои што ги имаме бројни во Македонија наутро. Ќе започнеме со менторката. Посакувам добро утро на Сонја Јорданова, ментор на учениците од основното училиште Кира Гавриловски Јане од Прилеп. Добро утро и добре ни дојдовте. Заедно со нас и Јована Лозановска од Македонската банкарска асоциација. Добро утро Јована и добро утро за нашите најдобри. Велам добро утро за Алексеј Мицковски и за Марин Христоски. Добро утро момци, добре ни дојдовте во утринската програма. Ќе започнеме Јована со вас. Меѓу другото рете да кажеме дека е седмо учество на Македонија на едно вакво надпреварување, што значи ова второ место и овој успех имајќи предвид дека рекорден број на учесници имаме токму оваа година. Точно така. Овогодинешниот европски квиз за пари забележа рекорден одзив во 30 земји ширум Европа. При што над 73.000 ученици од околу 2800 основни и средни училишта учествуваа на националните надпревари во земјите учеснички. Ова е јасен показател за големата заложба и силна на банкарскиот сектор и исто и на училиштата за подобрување на финансиската писменост кај младите луѓе и кај учениците. Морам да нагласам дека училиштето, освен промоцијата на својата држава на европското финале, за освоеното второ место доби и парична награда од 2000 евра, кои што треба да ги искористи за набавка на средства кои што ќе допринесат за подобрување на финансиската едукација кај учениците и ќе им помогнат околу тоа. Морам да ги спомнам и нашите успеси изминативе 7 години на учество на европскиот квиз за пари, и тоа освоено второ место во 2019 и 2020 година. Потоа освоено трето место минатата година исто на европското финале и сега оваа година повторно освоено второто место. Марин, Алексеј, мора да споменеме дека не беше лесен ни патот до европскиот квиз, имајќи предвид дека требаше да го поминете националниот надпревар, и на кој исто така имаше голем број на учесници, според податоците над 1000 од 91 основно и средно училиште. Колку беше тежок патот до европскиот квиз, како изгледаа квалификациите, каква беше конкуренцијата и какво беше искуството од друга страна на европското надпреварување? Па да, точно така, имаше прилично голема конкуренција и во националниот надпревар, но со ова си докажавме дека доколку самите се навистина се вложиме и го посакуваме се случи нештото, вложиме доволно труд во него, дека ќе го направиме истото. Се е можно ако се сака, нели? Како изгледаше самото европско финале? Европското финале беше организирано во Брисел, Белгија, во просториите на Европската банкарска федерација, каде што учествувавме 30 држави и секоја држава беше поделена на тим. Секој тим имаше свој лаптоп и се надпреваруваше на свој јазик. Која тема беше најинтересна? Која тема беше најлесна? Што ви падна најтешко од целиот тој процес? Па конкретно немавме најинтересна тема, бидејќи цел материјал за нас е интересен и вложивме најмногу труд што можеме. Што од ова искуство ќе користи во иднина? Па со ова ние ги научивме основите на банкарството, научивме многу термини кои се користат во истото. Ги поставив на основите на сајбер безбедноста, разбрав некако работат криптовалутите и како да ги користиме истите. Се зашто ние непознаница и нам возрастните, зашто треба и ние се разбира да учиме и стекнуваме знаења. Сонја, што подразбира ве како ментор подготовката на ученици за едно вакво обемно надпреварување? Како прво голема благодарност до македонската телевизија што ни го возможи ова гостување. Европскиот квиз на парите, уште од првиот пат кога се одржа пред 7 години, предизвика многу голем интерес како кај наставниците, така и кај учениците. Ние наставниците веднаш ги информиравме учениците и тие сакаа уште од почеток да учествуваа во таква голема конкуренција, за нив представуваше многу голем предизвик. Подготовките за Европскиот квиз на парите започнуваат
а веднаш со почетокот на второто полугодие. Македонската банкарска асоциација, која го организира Европскиот квиз на парите на национално ниво, а веднаш со почетокот на второто полугодие праќа јавен повик или покана до сите основни и средни училишта, а тоа важи за учениците кои што имаат од 13 до 15 години, значи 8, 9 и 1 година, и ние се пријавуваме. Прво се пријавуваме како класови, а потоа и тимови. Колку е важно еден ваков квиз или ваков процес на едукација да стане дел од редовното образование, имајќи предвид дека и пред малку споменав, многу од нас возрастните не се финансиски писмени, а тоа не е неопходно за да можеме да функционираме. Многу е важно, уште да се надоврзам, за нас наставниците што им предаваме по предметот иновации, за подготовката на овој квиз, кога веќе ќе почне подготовката, ние ја обработуваме таа тема за основи на финансиска писменост, што веќе тие имаат основни поими. Понатаму Македонската банкарска асоциација испреча на својата веб страница материјали за учење кои што им се достапни на учениците и учениците си учат од нив, посебно овие ученици многу вредно работеа. Потребно е финансиска писменост за младите, посебно за децата, за учениците од 13 до 15 години. Многу е важно, меѓутоа треба да постојат услови за тоа да се реализира. Треба да постојат наставни програми кои што ги опфаќаат темите од основи на финансиската писменост и исто така да се одржуваат работилници за едукација што ќе ги привлече младите да се запознаат што повеќе со финансиската писменост. Тука уште да додадам голема благодарност до Македонската банкарска асоциација која што го организира квизот, а бидејќи не ограничува со бројката на пријавени ученици, ни дава слобода да пријавуваме колку што сакаме тимови и тоа представува голем интерес и предизвик кај учениците, без разлика дали ќе остваат или не, а важно е да учествуваат во таа конкуренција. Јована, на европско ниво имаме успеси и ги нижаме од година в година, но каква е глобалната слика во однос на финансиската писменост на нашите деца? Па, важноста за финансиската писменост е добро препознаена во нашата држава. Повеќето иницијативи се концентрирани околу координативното тело за финансиска едукација и финансиска инклузија. И веќе е воспоставена и првата национална стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија во рамките на 5-годишниот проект за финансиска едукација, кој што е поддржан од Министерството за финансии на Холандија и ОЕЦД. Дополнително, Македонската банкарска асоциација е отворена и за соработка со Министерството за образование и наука во процесот на креирање на новите наставни програми за финансиска едукација во основните училишта како слободен изборен проект. Можам да кажам дека осигурувањето дека младите ќе се стекнат со вистински знаења и вештини уште од нивната рана возраст е од суштинско значење за едно одговорно и сигурно општество. Ги споменавте институциите и добрата соработка со нив. Каква е комуникацијата и соработката со приватниот сектор, имајќи предвид дека учеството на вакви надпревари па и не е ефтино? Па можам да кажам дека сите членки на Македонската банкарска асоциација, тоа се банките, штедилниците, клиричката куќа КИПС и Македонското кредитно биро, согласно програмата за работа на МБ, го поддржуваат и го промовираат овој проект и секоја година од своите буџети издвојуваат доволно средства за негова реализација, за одржување на националните надпревари и исто така за патувањето во Брисел. Ние како Македонска банкарска асоциација во соработка со Народната банка и Комисијата за хартија од вредност и секако со поддршка од Министерството за образование и наука и понатаму ќе продолжиме да ја поттикнуваме и да ја поддржуваме финансиската едукација како клучен елемент за една успешна и независна иднина на младите луѓе. Поддршката се разбира медиумска ја добивате и од нас, тоа го знаете. Марина Алексија, останува и да ве прашам за крај на разговорот. Видовме што покажавте на тема финансиска писменост и секоја чест за тоа. Ќе биде ли идната професија поврзана со финансиите, имајќи предвид дека завршивте основно училиште и се запишавте во средно? Има некаква тесна поврзаност средното образование со финансиската писменост или останува само за општа култура? Па моментално јас и Марин сме запишани во гимназија, да. Добра. И секако дека размислуваме да ја продолжиме образованието во оваа насока. Гледате идни банкари во ни? Гледаме секако.
Арен? Па да, исто како Исто и Алексеј. ти си гимназија, така? Да, јас сум Добра. во гимназијата. Гледаме да продолжиме после ова на факултет поврзан со финанси или економија. Ќе ве следиме, ќе видиме. Се разбира, многу ни е важен овој сегмент, многу е важно да посветуваме и внимание на младите, бидејќи кога станува збор за иднината, тука нема играчка, а образованието е многу клучен сегмент од целата оваа приказна. Ви благодарам многу за ангажманот. Јас се надевам на идни успеси и тие исти успеси да ги објавиме овде во утринската програма, може така? Ви благодарам многу. Ви благодарам.